Во историјниот објект на основните училишта Браќа Миладиновци и Крстен Мисирков денеска е ставено во употреба училишното игралиште со нова спортска и фитнес инклузивна опрема. Новата урбана опрема е донација од општествено одговорни компании на иницијатива на наставникот по физичко образование Југослав Спасиќ. Денеска го пуштаме ова наше игралиште за учениците од основното училиште Браќа Миладиновци и учениците од основното училиште Крстен Мисирков. Знаеме дека во оваа зграда учат ученици со типичен и атипичен развој. Една огромна благодарност до сите донатори, до сите ентузијасти, бидејќи ова е направено исклучиво со донации и иницијатива на професорот Југослав Спасиќ. Огромен е бројот на учениците кои ќе го користат ова игралиште. Значи, тука некаде имаме околу 500 ученици од двете училишта, меѓутоа, една огромна предност ќе биде и за учениците, бидејќи во склоп на училиштето Браќа Миладиновци имаме и центар за поддршка на ученици со попреченост, каде што нашите дефектолози даваат секојдневно индивидуални третмани на 40 ученика од другите општински училишта. И тоа ќе биде предност што и овие дечиња ќе можат да ги користат справите, односно да бидат инклузирани со другите дечиња од училиштето, за да можат на некој начин да им се приближат и да ја олесниме инклузијата и она што се нарекува припадност на групата. Многу среќни лица, многу среќни деца и бенефит е уште еден голем, што учениците нема да ги селиме на малите игралишта во централната училишна зграда, додека дозволуваат временските услови, ќе бидат тука. Меѓутоа, пак ќе кажам дека ние направивме се. Ангажиравме многу приватни компании, општествено одговорни компании, меѓутоа бараме поддршка. Куманово план ни го направи проектот, елаборатот. Не застануваме тука, бараме поддршка се уште. Имаме работа, партерно уредување на училиштето, каде што треба да се извади ова коцка и можеби една мека подлога, баш заради овие ученици кои се со атипичен развој, да не се повредат, бидејќи гумената подлога или тартанот ќе олесни да не се повредуваат овие ученици. Упатувам благодарност до сите чинители и се надевам од тука натаму е градоначалникот на ред и советот на општина Куманово. До септември имаме време и ова да го средиме додека има волја, а се надевам дека ќе има волја да го завршиме комплетно овој проект. Бенефит имаат сите, и наставниците, и децата, и родителите сигурно ќе бидат задоволни кога знаат дека нивните деца имаат убави услови за работа. Како што споменавте, така, ние секогаш бараме и ќе се трудиме да обезбедуваме услови, било финансиски, материјални, со работа која што ќе волонтираат многу и родители, и наставници, да ги подобруваме условите за работа на учениците. Секако овдека ќе е потребна една гумена подлога, која што ќе видиме во текот на наредната учебна година дали ќе успееме да ја обезбедиме, затоа што сепак овдека ќе имаат реализација на часови ученици и со типичен, меѓутоа и со атипичен развој, на кои што навистина им се потребни посебни услови за да можат да ги реализираат часовите. Како што истакнав и предмалку во обраќањето, моја најголема желба е овдека од година во година да има што поголем број на деца, наместо како што имаме ситуацијата сега, и се надевам дека ова ќе им даде поттик на родителите и на сите други, значи да видиме сите да се потрудиме да ја подобриме ова ситуација која што сега за сега не ни оди во прилог на сите. Поставување на ова урбана опрема всушност даде еден стандард, едно ниво повисоко, што значи поставување на урбана опрема, да биде уреден простор и да има функционалност. Сега на ова официјално примапредавање ние го покажуваме функционалноста на овој простор и на цела ова спортска фитнес и инклузивна опрема во 3 дела: за настава по физичко образование, за мини забавен училишен спорт кој би требало да се практикува за ученици од 1 до 5 одделение, за што е наменета ова опрема, и секако поздравено гледаме примена или користење на инклузивни забавни игри кои што може да се практицираат и во редовна настава со деца со типичен и атипичен развој, така да инклузијата не ја само кажуваме, туку навистина да ја спроведуваме.
Она што е символиката на почеток на поставување на оваа опрема ја почнеме на 3 декември како светски ден за лица со попреченост, бидејќи овдека во училиштето Браќа Миловици е помошен ресурсен центар за за ученици со попреченост, а денеска после 6 месеци го ставаме во употреба овој терен. На 3 јуни, кој што е светски ден на велосипедот, пак е некоја символика која ни кажува дека мора да размислуваме и за пристап, и за уредување, и за одржување на овие места, простори за дружба, забава, настава, училишен спорт, во наставни активности за училиштата и за локалната заедница.